Овој закон во различни форми го има разгледувано собранието и во минатото. Како закон за употреба на јазикот кој што го говорат на 20% од граѓаните на Република Македонија. Никогаш овој закон не бил предмет на расправа на Комисијата за европски прашања, туку матична комисија за овој закон е Комисијата за политички систем. Кога некој закон, исправно или неисправно, не навлегувам во тоа, вие тврдите дека е исправна употребата на европското знаменце, ние тврдиме дека е неисправна употребата на европското знаменце. Кога некој закон има европско знаменце, тогаш покрај матичната комисија за тој закон може да расправи Комисијата за европски прашања. Но матичната комисија има приоритет во расправата. Затоа, господин Артан Груби, оваа комисија треба да застане во моментот и да дозволи матичната комисија прва да го разгледува овој закон кој што го предлага владата на Република Македонија. Значи, покрај употребата на европско знаменце, кој што е грубо кршење на процедурите и на членовите 135 и 136 од Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија, ви укажува дека и незакажувањето на Комисија за политички систем е грубо кршење на Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија. Ова мнозинство кое што во моментот го имате составено од мои сограѓани, пратеници од Струмица, од Скопје, од Прилеп, од Битола, може би го имате, може би го немате, треба да се произнесеме, треба да видим. Но не е грубо покривање на прекршувањето на Уставот. Значи, тоа што Охрид ќе биде двојазичен на господјата Жаклина Лазаревска не и дозволува да го крши Уставот тук. И да го крши Деловникот. Ние бараме процедура. Да, сакаме да се разговара за овој закон, немаме ништо против. Легитимно е. Има голем дел на наши граѓани во Република Македонија кои што ценат дека треба да се разговара оваа тема. Не само за употребата на албанскиот јазик, туку и за употребата на јазиците на помалите етнички заедници. На турската, на српската, на бошњачката, на ромската, на влашката. И ние сме спремни за дискусија. Заради тоа што голем дел од нашите граѓани го бараат тоа. Но сето тоа мора да биде во нормални процедури, предвидени со Уставот и со Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија. Не знам како мислите да воспоставите право во неправна постапка. Не знам како мислите да воспоставите правда врз неправда во постапка. Тоа ќе остави далекосежни последици во довербата помеѓу граѓаните, во нормалното функционирање на институциите и тоа ќе трае и со години, и со децении. Не е одговорно однесувањето. Може би вам ви се брза заради локалните избори, заради тоа што овој закон е само заради локалните избори. Не е ни заради интерес на граѓаните, не е ни заради ништо. Овој е закон само од интерес на 2-3 политички партии. Но ако сакате реално решавање на проблемите, треба да ги почитувате процедурите. Процедурите подразбираат да се тргне знамето на Европска унија од законот, да се прекине оваа комисија и ако сакате уште денес во рок од пола сат да се закаже Комисија за политички систем како матично работно тело за овој закон. Кога матичното работно тело ќе исцрпи својата расправа, вклучително и јавна расправа на која што ќе поканиме професори, на која што ќе поканиме експерти, македонисти, албанисти, не знам како е терминот, се извинувам ако сгрешам во смисла на тоа, на која што ќе поканиме професори по уставно право, на која што ќе поканиме професори по управно право, на кој што ќе поканиме експерти од областа на спроведување на постапките во судската власт, во јавно-обвинителската дејност, нотаријатот, извршителите, секаде каде што предлагате целосна двојазичност, низ јавна расправа да дојдеме до заеднички решенија. И овој закон да ги задоволи интересите на албанската заедница во Македонија, но да ги задоволи интересите на турската заедница во Македонија, да ги задоволи интересите на бошњачката заедница, на српската, на влашката, на ромската и да ги задоволи интересите и можностите и на македонската заедница во Република Македонија, врз база на принципи на доверба, врз база на принципи на подадена рака, врз база на почитување на законите, уставот и деловникот за доаѓање до заедничко решение.
Ние не сме паднати од Марс. Знаеме дека треба да се дискутира. Знаеме дека има граѓани во Република Македонија, наши сограѓани со кои што живееме, кои што имаат интерес од ваков закон. Но ова треба да помине во постапка, во процедура, која што прво ќе гарантира почитување на нормативите во Република Македонија, а тие нормативи се напишани заради тоа што треба да се изгради доверба, прво помеѓу нас пратениците, а потоа и помеѓу различните етнички заедници.